За само 2 години владата вложила 350 милиони евра во општините. Низ државата се реализираат стотици локални проекти кои директно го подобруваат животот на граѓаните. Според вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски, само преку проектот за локални патишта од 2024 до 2026 се инвестирани на 25 милиони евра. Тој истакна дека ова е најсилната поддршка што локалната самоуправа е добила досега, нагласувајќи дека целта е подобра инфраструктура, побезбедни улици и поквалитетен живот за граѓаните во сите општини низ Македонија. Рехабилитирани се 96 улици во 72 општини, во вкупна должина од 72 километри, а во фаза на реконструкција се уште 31 километар патишта, што значи дека некаде околу 103 километри патишта се рехабилитирани и изградени целосно нови или во тек на изградба во овој момент со поддршка на ЗЕЛС и со поддршка на Светска банка. Освен засиленото инфраструктурно работење, со поддршка од Светската банка се набавуваат и 49 нови возила и машини за чистење, вредни 4,2 милиони евра. Тие треба да помогнат во борбата со нечистотијата на улиците и преполните контейнери. Се купуваат 17 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со вкупна вредност од 1,6 милиони евра, 2 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со соодветни механизми со вредност од 283.000 евра, 9 специјализирани камиони кои што се во вредност од 982.000 евра, 21 машина за чистење на улици во вредност од 1,3 милиони евра или вкупно, како што кажав, за 4,2 милиони евра се купуваат 49 возила со поддршка на Светска банка. Од град Скопје најавија дека за само еден месец ќе бидат поставени 2600 нови контейнери на различни локации. Чекаме во секој момент да биде подпишан договорот, завршена е постапката за набавка на 2600 нови контейнери. Бројка која што не е набавена последниве десетина години во толкав број биле набавувани контейнери, но ако кумулативно собереме изминативе 10 години немаме толкава бројка. Во ЗЕЛ се одржа состанок со голем број градоначалници од Скопскиот регион, на кој главна тема беше развојот на одржливата урбана мобилност и подобрувањето на сообраќајната инфраструктура. Тие порачаа дека потребни се мерки за побезбеден, поефикасен и поеколошки транспорт во општините.